Добро утро, се наоѓаме пред спортскиот храм, спортскиот центар Борис Трајковски. Како што споменавте и вие, не очекува еден фантастичен натпревар во недела. Сите кои што не можеа да добијат, односно да си набават билет за овој натпревар, ќе има директен пренос на македонската телевизија. Деталите утрово ги дознаваме од директорот Даниел Апостоловски. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, поздрав од вас и до вашите гледачи. Одлично сум, како што кажавте, еве ни предстои можеби еден од поголемите натпревари во ракомет кои што се случиле општо во овој спортски центар. Така што еве ги поканувам сите љубители на ракометот и општо на спортот, оние кои што набавија карти да присуствуваат на натпреварот. Каква е атмосферата пред почетокот? Имаме уште неколку дена, меѓутоа она што го гледавме од соседна Грција, се надеваме дека многу посилни ќе бидеме тука кај нас. Па добро да кажам дека натпреварот ни донесе еден наплив на емоции кој што верувам ќе се преточи во недела на трибините тука. Како што знаете, имаше навистина огромна побарувачка за билети. Верувам дека поголемиот дел најдоа билети, некои не најдоа, токму затоа дека имаат можност на вашата телевизија тоа да го гледаат. Така што сметам дека ќе биде навистина еден грандиозен настан и навистина добар натпревар. Има ли место за грците? Па да, како што знаеме, имаат најавено околу 200 најавачи кои што еве веќе им ги спремаме местата каде што би требале да бидат сместени, така да верувам дека ќе присуствуваат. Верувам дека ќе биде се комплетно организирано во смисла ќе бидат сите безбедни кои што ќе бидат тука. Да, секако веќе ги направивме основните проверки, денес и утре дополнителните низ целиот спортски центар, како и внатре во трибинскиот простор, би рекол, и теренот, така што нема ништо да оставиме на случајности, ќе биде одлична организацијата. После овој натпревар што следува во наредниот период? Каква е агендата за 2025 година? Па добро, од спортски аспект би рекол дека немаме некој збиен распоред, освен на европско, би рекол, натпреварување и борење кое што ќе го имаме тука од 7 до 15 јуни. Веднаш после тоа следниот месец ги имаме оние младински олимписки игри каде што би рекол одбојката во машка и во женска конкуренција ќе се игра токму тука и ќе трае неколку денови, од 5 до 7 денови, зависност од распоредите, така што тоа е нешто што би се случувало од спортски аспект, додека оние културно-забавни настани во однос на концертите зборувам, секако на 31 го имаме Биело дугме, 2, 3, 4 јуни Здравко Чолич и така натаму, така да можам да кажам дека спортскиот центар Борис Трајковски е секојдневно исполнет со луѓе. Да, постојано присутна публика. Се разбира. Да го споменеме и базенот кој што се наоѓа во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски. Во моментов се реновира. Што се случува таму? Да, вршиме на санација на кровот, односно на покривната конструкција, која што во изминатите години и од дотрајаност и до несоодветно одржување дошло до ситуацијата каква што е. Најмногу поради безбедноста го направивме тоа, не оставивме ништо на случајност. Во моментот се работи на базенот и сметам дека за многу брзо време веќе ќе отпочнеме со припрема и започнување со работа. Ги спомнавме спортските настани кои што се главно обележје, се разбира, на спортскиот центар. Што се друго може да користат во спортскиот центар Борис Трајковски? Па добро, како што знаете, ние имаме повеќе содржини тука. Го имаме фитнесот, имаме кугланата, имаме пинг-понгот, ете базенот за скоро ќе го имаат на располагање, оваа зима изгалиштето беше атрактивно, така што имаме повеќе содржини за младите, односно за оние кои што сакаат да спортуваат тука. Како сте вие задоволни од посетеноста, ако направиме една збирка од сето она што се случуваше изминатиот период? Па добро, би рекол дека и бројките како од финансиски аспект, така и оние, да речам, по некоја бројност на настаните кои што ги имаме тука, би рекол дека сум задоволен и дека нашата интенција е бројот да расте уште погоре, овој спортски центар да прерасне во едно место кое што навистина ќе биде главно собиралиште на луѓето. Благодарам на одвоеното време. Се гледаме во недела, се надеваме на убав ракомет, нормално победа за алкалоид. Благодарам Благодарам уште еднаш. Студио.